И на овој празничен ден одвојуваме простор за нашите најмлади гледачи кои што се особено талентирани за пење. Токму затоа, родители и деца, со внимание проследете го следниот разговор. Првиот фестивал на детски забавни песни од македонски автори на македонски јазик, а воедно и најстар детски музички фестивал на Балканот Златно Славеќе, распишува аудиција за нови членови на хорот и нови солисти. Кој се може да се пријави, каде треба да се пријавите и кои се оние услови кои што треба да се исполнат за да се биде дел од Златно Славеќе, утринава ни открива Бобан Јосифовски, директор на фестивалот Златно Славеќе. Добро утро и добро ни дојдовте во утринската програма на Македонската телевизија. Добро утро. Успешната приказна започнува во далечната 1971 година, кога на 23 мај се одржува и првото издание на фестивалот Златно Славеќе во организација на Сојузот за грижи и воспитување на деца на град Скопје. Ова е фестивал со кој што со чии песни всушност пораснаа многу генерации, а денес слободно ќе кажеме растат и нивните деца. Какво значење има фестивалот кој што минатата година одбележа 50 години постоење и активност и кои беа оние предизвици со кои што се соочи низ годиниве нанасат? Така, точно е, че веќе 51 годинава. Тоа се генерации, не само тие што биле тогаш деца во 71-та, туку веќе што се вели некои внуците, значи трета генерација на деца кои што се дел од овој фестивал во смисла и како учесници, и како посетители, нормално како автори. Тоа е навистина една, би рекол, историја која што веќе трае повеќе од 5 децении и тоа е еден бренд Златно Славеќе знамената како една институција која што толку долго трае на задоволство на сите, најмногу на децата се разбира. Се трудиме да тоа го продолжиме, да биде како што треба, бидејќи Златно Славеќе е синоним на една убава детска песна, на едно убаво доживување на нешто убаво што се случува. И еве, секоја година во овој период имаме аудиции за прием на нови членови, нормално дадеме прилика на сите оние талентирани и заинтересирани деца кои што сакаат да бидат дел од Златно Славеќе и да имаат можност да бидат дел од ова големо семејство кое што еве повеќе од 5 децении расте, лета, пее и обстојува на ова македонско музичко небо. Кога веќе го споменавте семејството на Златно Славеќе, ако се подсетиме на златното време на фестивалот, песните се изведуваа во живо со оркестар и секако со хор. Од тогаш фестивалот претрпи и одредени измени, но сепак останува неговата мисија да ја промовира и да популаризира детската песна. Што значи да се биде дел од големото семејство на Златно Славеќе? Па да, како што рековте точно, значи првите 23-4 години биле во живо оркестар, знаете сега со времето, во тоа време единствен фестивал во нашата држава и на Балканот бил Златно Славеќе и токму тоа и било, нели, како што ќе речат музичарите, и драшта во живо. Мито тоа се правило по еден концерт, најмногу два, еден во сабота, еден во недела и условите сега нормално се променети од причина што нормално интересот е многу поголем. Ние сега имаме и до пред пандемијата повеќе концерти дневно, по 3-4 концерти дневно, неколку дена, така да за да можат сите оние посетители што имаат желба да дојдат на Златно Славеќе. Условите се променија, сега нормално техниката си го носи своето, да, така да затоа апсолутно и нормално и финансиските средства, сепак да се направи нешто во живо, тука треба цел оркестар, тоа изискува многу големи, да, сето тоа, така да на плейбек сме последните години, така да се надеваме дека... Сепак и покрај се може да кажеме дека сосема успешно се носите со сите предизвици кои што ги носи дури и новото време. Особено радува фактот што секоја година сте расположени токму за проширување на семејството на Златно Славеќе, па редовно организирате аудиции како за нови членови на хорот, така и за нови солисти. Пред вас е токму најновата аудиција која што ќе се случи на 26 и на 27 април. Ајде малку повеќе детали да ни откриете кој се може да се пријави на неа, кои услови треба да се исполнат и каде ќе се одржуваат аудициите. Па да, точно, значи во вторник и среда, значи сега на 26 и 27 април, во просториите на Советот за грижливост на деца на град Скопје. Ние се наоѓаме на улица Линденска, број 55, вака по-конкретно, секогаш кажуваме, во дворот на заедно со Детскиот културен центар Карпош сме, тој Линденска
вака помеѓу владата и фонтана тука, значи на средина некаде се наоѓаме ние, нашите простори, слободно може секој да дојде, не треба ништо претходно да се пријават, сито нешто има желба, дечиња од 7 до 12 години е факт, тоа е само условот, да дојдат, ќе ги прифатиме сите, ќе ги слушнеме. Треба ли да има нешто конкретно подготвено? Па подготвена песничка да отпеат нешто, дали некој рефренче, чисто да видат наставници на комисијата колку е музикален, колку е нели тој кандидат подготвен да биде дел од Златнославече, значи нема ништо посебно, нешто од што треба децава да се предвреме, нешто трема да има да се плаша, така да буквално нека дојде секој на кој што мисли дека прво што сака, а второ што па дали е талентиран, нормално ќе одредиме секој што поседува талент. Така и ќе со тоа апсолутно мислам ќе биде дел од фестивалот. Продолжуваме со проби потоа и песните нови се избрани, тоа е тоа. Со оглед на тоа што секоја година организирате вакви аудиции за нови членови, колкав интересот за истите и доаѓаат ли квалитетни кандидати? Што вели искуството? Па вака се искуството вели дека порано да речеме пред 10-15 години доаѓа многу масовно. Значи доаѓа и по 300 и по 400 деца на аудиција, меѓутоа едва ќе најдевме да речеме, пошто бидејќи нормално мале бројот кој што може да го прииме, тоа ги надополнуваме оние деца кои што си одат од хора што се нормално или поголеми. За колку деца станува збор? Па сега да речеме некаде 20 до 20 на деца да речеме максимум тука некаде. И сега бројката е голема на интерес, а малку е нормално што можеме да приме. Сепак хоре тоа не може да одиме во некоја поголема бројка. И доаѓа, значи, 300-400 деца, од кои што нормално беше проблем како сите тоа да се најде. Сега, во последниве години, значи, веќе тој критериум на тие деца што доаѓаат, нормално и родители што ги носат, е многу, би рекол, критериумот да секој не знае кој е детето музикално и е бројката многу помала, би рекол, например, ќе дојдат и 100 деца, меѓутоа тие 100 деца, верувајте, некаде 80%, значи 80 до 90 деца се музикални. И навистина имаме многу голем проблем за да се одберат оние дечиња што треба да дојдат, така да не е она, значи буквално доаѓа не е квантитетот, туку сега буквално квалитетот доаѓа на аудиција, што ни е многу драго, навистина да дојдат оние деца што се талентирани сега, секој си некој талентиран за спорт, некој за уметност, за ликовна уметност, некој за музика, така да буквално да му дадеме шанса на дете што сака да. Така, и сега покрај овие аудиции за нови членови како на хорот, така и на солисти, имате редовни активности во текот на годината и за хорот и за солистите. Што точно се случува на домашен план, какви активности имате во текот на годината и мора исто така да споменеме дека сте особено активни и на меѓународен план, особено откако сите овие мерки околу коронавирусот се олабавија. Токму така, значи ние хорот Златнославече функционира цела година. Имаме безброј настави, би рекол околу 60 до 70 настави во текот на годината. Посебно ни е драго што веќе еве од втората половина на минатата година, како се олабува мерките, посебно после фестивалот кој го одржавме на 17 октомври, имавме безброј настави, бидејќи потребата од настап на фестивалот, значи и за постелите и за сите тие институции кои што организираат настани, е зголемен, така да не околу нова година сам имавме околу 20 на настапи, еве и сега во текот на овие месеци, во почеток на оваа година, и многу ни е драго што почна и на настапите на меѓународен план. Во март месец бевме во Црна Гора, во Рожене, фестивал Златна пахулја. Сега, пред 2 дена се вративме од Белград, бевме гостине на прекрасна манифестација по повод велиденските празници, тоа се Дече Васкршни чаролија. И прекрасно поминавме, значи веќе активностите и на меѓународен план се зголемуваат, се надеваме дека ќе продолжи овој тренд на олабување на мерките, бидејќи веќе полека се надеваме дека влегуваме во еден
колосек. Ќе се враќаме на она што беше. На она што беше старата претходно и нормалност. година е фестивалот така го организираме во смисла се надеваме дека се ќе биде и со публика поголема и повеќе представи така. Така, и секако во текст се она што го споминавте последно и подготовките околу 51-то издание на Златна Па Славич. веќе да, песните се избрани, веќе сега аудицијата да помине и веќе од следната недела после Великденските празници започнуваме со проби за да се подготват новите песнички, И новиот верувам дека токму фестивал. децата се оние кои што со нетрпение го очекуваат ова најново издание на Златна Славич. Апсолутно, посебно децата од хорот, мислам веќе што се старите членови. Вистински предизвик за сите, Така, дефинитивно. Бобан, благодарам за одвоеното време и за гостувањето во утринската програма на Македонската телевизија. Ќе ви посакаме уште долги години да продолжи традицијата на најстариот и најреномиран детски музички фестивал во земјава, а секако ни преостанува и да ги поканиме сите талентирани деца и оние родители кои што не следат во моментов, секако да се пријават на аудициите за нови членови на хорот, но и на солисти во Златно Славиче, кои што ќе споменеме уште еднаш, ќе се одржат во вторник и среда, односно на 26 и 27 април годинава. Така е. Благодарам за поканата. Поздрав до сите гледачи. Да искористам прилика да ми ги честитам великденските празници. Нека им бидат исполнети со љубов, со здравје и нека ни биде со песна. Да, со многу детската музика да ги песна, со поминаме. многу музика да ни биде. Срекни празници до вас, ние се гледаме во следна прилика. Благодарам.